Благодарам, поведете прашање. Дали може на темата? Секогаш на темата. Од 1 август до 14 имаше 14 напади со кучи. Пред 10 на месеци го посетивте стационарот Вардариште. Граѓаните реагираат дека ова е огромен проблем, а имаше и непотврдени информации дека кучиња од други градови се оставаат токму во Скопје. Кој е планот? Како ќе се реши проблем? Законските решенија за решавање на прашањето со кучињата скитници се стари 10 на години. Претходната градска администрација ниту има изготвено регистар на домашни миленичиња со што би го спречиле механичкиот прилив на животни скитници на улиците на градот. Стационарот кој што го има изградено е целосна дивоградба и е ненормално градот да продуцира дивоградби, треба да се бориме против урбаната мафија, ниту па тоа што како дивоградба го изградиле задоволува било каков стандард за третман на животни на кучиња скитници. За овие 10 месеци овие кучиња не се накотија во овој град. Што значи дека зборуваме за проблем кој што е стар, можеби деценија и повеќе. Ние како градска администрација, како јас дојдов, најпрво го отворивме стационарот за да можат и граѓаните да ги видат условите во кои што се условно речено згрижуваат животните скитници. Формиравме заедно со невладините организации кои што ја покриваат оваа област, заедничка комисија по основ на која што во Советот на градот Скопје беше презентирана и усвоена програма за згрижување по која што работиме. Согласно таа програма влеговме во постапка за реновирање на стационарот Вардаиште, кога и се констатираше некаде во март месец годинава, наместо да почнеме да реконструираме, да го легализираме бидејќи е дивоградба, и таа постапка е веќе пред општина Газивова. На самиот крај ќе можеме да почнеме со реконструкција, реновирање и зголемување на капацитетот на стационарот Вардариште. Во исто време, во соработка со Агенцијата за храна и ветерина, како надлежен државен орган, ја завршивме постапката за увоз на околу 300.000 чипови, со кои што ќе можат собствениците на домашните миленици, согласно законските обврски кои што ги имаат, за релативно ефтини средства да ги чипираат своите животни, домашни миленици. Сето ова некој требало да го направи 10 години наназад, откако важат овие законски прописи, не се сменети законските прописи. Наместо тоа, лицемерно се обидува да се наметне во јавноста тема за тоа дека некој не се грижи за кучињата скитници. Ако веќе ги знаеа чекорите, а тоа се овие кои што јас ги зборувам, наместо да излегуваат на пресконференции од опозицијата и да прозиваат, нека се прашаат што правеа во изминативе 12 години кога во овој град има апсолутната власт, зошто не го решија тој проблем, а сега како наследен проблем го наметнуваат како едно од фундаменталните прашања во нашиот град. Градската администрација работи, јас работам за изнаоѓање и за имплементирање на системско решение со кое што на среден рок градот Скопје ќе нема проблеми со кучињата скитници. Дали по загадувањето, дали има шанси до крајот на годината, како што и првично беше најавено, да се спроведе проектот за еко налепниците на возилата? До каде е тој проект? Градот Скопје како ненадлежен орган, меѓутоа имајќи во предвид дека јас како градоначалник сметам дека сум должен да без оглед на собствената надлежност ги пресретнувам и работа на проблемите, беше координативно тело или раководеше со координативното тело кое што го водевме ние како град Скопје заедно со Министерството за економија, Министерството за заштита животна средина и Министерството за внатрешни работи. Членовите на мојот кабинет кои што го раководеа тоа тело, заедно со вработени во надлежните министерства, ги изготвивме потребните законски решенија кои што треба да ги носат како државни органи на централно ниво, Министерството за внатрешни работи и Министерството за економија, и тие текстови на законските измени се доставени до надлежните министерства. Постапките, колку што јас знам, се веќе некаде во владина постапки, очекувам дека е можно веќе во оваа есен, од која ќе заврши, да речем, одморот на собранието и поуспешно спроведениот референдум, да може собранието на Република Македонија да ги донесе тие законски измени со цел да градот има можност да учествува, односно партиципира во креирањето на политиката на сообраќајот и мапирањето еколошко на возилата.